Почитувани. Дали граѓаните се должни да субвенционираат одредени бизниси кои се во собственост на одредени поединци? Во нормална држава ова е недозволиво, ама кај нас во општина Кочани очигледно дека суровата вистина е токму таа. Зашто всушност се работи? ВМРО-ДПМН, како десна партија, секој пат се залага за поддршка на бизнисите кои се општествено одговорни и даваат свој економски бенефит во општината. Но исто така, ВМРО-ДПМН е народна партија која прво го штити националниот и локалниот интерес на народот, а не на група приватни бизнисмени. Со неизгласување на одлуката за зголемување на цената на геотермалната вода за метар кубен, директно советничката група на СДС и нивните сателити во Советот на општина Кочани го открија нивното вистинско лице пред народот и паднаа во вода сите нивни искажени лаги дека се изберени да го штитат интересот на граѓанините. Цената на геотермалната вода, која не е изменета од 2012 година, предизвикува милионски загуби во работењето на КЈП Водовод. Исто така, сведоци сме на зголемување на цената на сите енергенци, на мазутот, на електричната енергија, на цената на трудот, па соодветно на тоа треба да има и рационално зголемување на цената на геотермалната вода за да се покријат овие расходи. Сите овие аргументи на советниците на СДС им беше сликовито и професионално објаснето од раководителот на Геотерма, господинот Иванов, на една од седниците на Советот. Во време на економска и енергетска криза, на стопанствениците им треба помош од секаков вид, за да можат да ги премостат своите проблеми. Но никако тоа не треба да биде на грбот на граѓаните, бидејќи од ден на ден тие се повеќе осиромашуваат. Исто така, несватливо е, зошто СДС не ги гласат точките поврзани со статутарни измени и организирање на подружници на КЈП Водовод, насоки кои се побарање на швајцарската амбасада која го води и го донира проектот за пречистителна станица на КЈП Водовод. Во време на претходниот градоначалник Илиев, лицемерите од СДС го фалеа проектот. Зоран Заев се сликаше за политичка промоција. А денес, зашто не се начело на локалната власт, проектот не чинал, па не треба да се гласа. Во дел од истиот проект се предвидува и преработка на слама, односно процес на компостирање и добивање на природно ѓубриво. Со овој проект, земјоделците ќе имаат каде да искористат сламата од нивите, наместо да ја палат како до сега што правеа. Со овие блокади, кои се случуваат во Советот на општината од страна на СДС и нивните сателити, се прави огромна штета на буџетот и просперитетот на сите граѓани во Кочани. Советничката група на ВМРО-ДПМН ќе продолжи да се бори во Советот на општината со силата на аргументите и да ги разобличува пред кочанската јавност манипулациите и лагите пласирани за да се скријат нечии интереси.